Инспирација е утрово за она кое што ќе го подготвиме во нашата кујна, правејќи си ги нашите утрински ритуали, се разбира, и утринското будење во кое што уживаме. Секојдневно со различни соговорници се поврзуваме и убаво е да видиме или да дзирнеме во тугите утра како им почнуваат на голем број пејачи, актери, уметници, луѓе кои што веројатно имаат динамично секојдневие, а сето тоа треба да помине како што треба и затоа треба да започне добро. А утрото е секогаш резервирано за добар почеток и стабилизација и старт на денот. Ете се, Ивана, кога ќе вклучиме сега нашата позната режисерка Теја Беговска, говорејќи за тоа дека во свет каде што класиката се сретнува со современата, уметноста станува едно огледало на денешницата, таа мислам дека смела во изборот секој пат да ја трансформира театарската сцена во еден футуризам и во текст и во нарација, па и во самата експресија. Да. Ние со Ивана само решивме да направиме некој утрински оброк. Веќе таа ги стави чија семките во вода, ќе набабрат и ќе направиме на некој начин наш утрински оброк. Не знаеме како да го крстиме, ама ќе биде утрински оброк секако за сите вас. Имаме убави работи кои што сакаме да ги ветнеме во оброкот, поточно една убава комбинација која што на крајот ќе биде вкусна. Добро е кога можеме да експериментираме, а при тоа знаеме што точно сакаме да комбинираме. Биди така. Ајде. Иначе овде велиме не се добри се? Да, уште малку. Уште само малку. Ставивме, да речам, некој кекс. Поздрав кекс. Од вообичаените кои што некој пат ги користиме за полни, да речеме, со фабрички шекери. И тоа ќе ни биде некаква подлога, можеби со малку овес, за оброкот. Земеме една лажица, а нашата Теја Беговска ќе ја поздравиме. Читам дека таа од Штип утринава ни се јавува. Последната нејзина работа, адаптација беше на Адамсови. Зама ли ја погледна? Да, и ја имавме и теа баш кога беше непосредно по премиерата, ми се чини дека во утринска на Телма, и тоа може да се погледне и стои во нашите архиви на YouTube, а можно е и во овие минути да позборуваме и по известно време како е теа, поточно што е она кое што ги сочинува овие летни денови кај не. Теа те гледаме, верувам и добро ќе се слушнеме. Добро утро и убаво утро. Добро утро, љубов од утринците до Теа. Добро утро од Штип, градот под Исарот. Да, ти ни спомена дека ќе бидеш од Штип. Дали, јас иако знам дека театарските уметници во моментот културни работници ги стопираат своите проекти поради летото, тоа секој пат е како една рекалибрација можеби за следните проекти и сезона. И знам дека пред можеби месец и половина се сретнавме низ градот и баш ми спомена дека нели малку ќе земете оддишка. Тоа значи дека во моментот во Штип си некако можеби редовно работно активна сега за некој друг проект или зимаш оддишка конкретно? Па, искрено дојдов да си земам оддишка, затоа што во Штип има еден прекрасен чист воздух и убава тишина и мир, и убаво ми доаѓа така да се одморам малку од гужвата во Скопје. Да. Така да кажам. Знаеш дека често пати го правиме. Секој од нас, особено ако има некој викенд излетнички места, тоа го правиме веќе често. Веројатно Скопје по некој пат знае да биде и напорно. Иако имаше порано период кога во одреден дел од летото, некаде од средина на јули до средина на август, каде што Скопје знае да биде прилично празно, ми се чини дека последниве години, не знам на што се должи тоа и не знам дали имате забележано, Марче и ти и Теа, па можеби нашите гледачи, дека навистина немаме веќе таков период. Скопје постојано фреквентно и за оние на кои што им треба одмора, можеби преферираат дете така да заминат во некој друг град од Македонија каде што е потивко и си го ногиат својот мир, веројатно е добре дојдено. Некогаш и Скопје знаеше да биде таков град во тој дел од летото или како велиме шпицот, но веќе Скопје станува се поголем и поголем град и се пофреквентен и веројатно теа во текот на останатиот дел од годината или да речеме работниот дел и тоа како го чувствуваме. Но дали Штип ќе биде само изборот или што следува во следниот период, некаде на море, можеби на планина, што преферираш? Јас ја преферирам водата, искрено, повеќе од планината, иако, сигурно ќе посетам некое море, иако бев веќе минатата недела, неколку дена. А можеби ќе посетам и некоја планина, да речеме.
може би до Маврово или така нешто. Одлично. А инаку, ако би те прашале околу Скопје, што најмногу ти пречи, а што најмногу сакаш од нашето Скопје? Сега тоа може различно да доминира, нели, како сензибилитет во текот на лето, во текот на зима, ама да речеме како една унифицирана верзија теа кога би рекла ова ми е Скопје што го сакам, ова ми е Скопје кој што малку ми пречи. Па она што ми пречи е сообраќајот, бучавата, некако, затоа често ја барам тишината, а многу го сакам Скопје во пролет. Мирисот на липите, прошетките на Партизанска и во паркот, така да тоа ми е нешто што ми мириса на Скопје. Тогаш ми е Скопје најубаво. Да, ќе се согласиме тука, јас мислам едногласно. Да. Бидејќи навистина е вистинско уживање во тој период. Теа кога зборуваме за почетокот на денот или за утринските ритуали, она кое што многумина го прават, нели, доколку имаме можност да одвоиме малку повеќе време за себе во утринските минути и да уживаме дали во утринското кафе или што и да е наш утрински ритуал. Кај тебе како почнува денот, поточно од што се составени утрата? Па не станувам толку рано, како денес. Тоа е сигурно. Како започнува? Па пробувам и најчесто избегнувам да го гледам телефонот. Значи, прво кога ќе станам, некако си давам минута, 2-5 минути така за себе, да бидам сама со себе. Одам навеќе, го тргнав кафето, не пијам кафе. Значи, ти е во клубот на Марко Ивана. Да. Памтете ова. Ти си во мојот клуб. Во клубот на Марко. Да. Да. Точно Марко Ивана. Да, добро. Да. Обавезно пијам чаша вода, тоа е првото нешто што го правам, и пијам какао. Пијам добро какао, сакам да се напијам добро какао. И така, мислам си го почнувам денот сама со себе, така, си мислам работи. Кога говориме за некои утрински ритуали, некои твои трансформации кои што си ги правиш лично за некоја подлабока интроспекција и понирање длабоко во себе, што ти е најчесто можеби своје прибежиште или шелтер кое што си ти е must have или нешто што апсолутно го имаш во твојата утринска рутина? Па, знаеш како, Марко, мислам дека е многу важно да станеме со една убава мисла, да си кажеш нешто убаво. Јас тоа го правам често, не го правам многу кога станувам многу рано, сонот ми е многу важен. Но мислам дека тој момент на утрински било кога и да станеш е многу важно сам со себе, тоа што кажав, да го поминеш тоа време сам со себе и да го поминеш, да си кажеш нешто убаво, да го почнеш со убава мисла и сам да решиш дека денес денот ќе ти биде убав. Така е, апсолутно, мислам дека ние сме си креатори на сопствената мисла. Кога сме кај креаторите на театарската сцена и уметност, нема да погрешам дека вистина си можеби една од оние режисерки кои што е вистински раритет и кај нас, нели, чест секако за секој кој што работи на свежина, меѓутоа со една свежина и храброст, апсолутно мислам дека имаш чувство да естетски ја трансформираш и самата театарска сцена. И во моментот и онаа култна адаптација за која што вистина сакам и едва чекам да ја започнам можеби следната сезона, здравје Боже, до оние иновативни проекти кои што ги имаш за слобода, за вистина, и ќе говориме сега кој малце за фамилијата Адамс. Култен наслов кој што нели е со бројни адаптации. Што беше твојата лична инспирација, можеби адаптација, и како ја прилагоди можеби приказната на денешниот контекст на современиот Homo sapiens? Па некако тоа го кажав често и претходно дека моето секојдневие некако, можеби јас така почнав да го перцепирам како се околу мене да е Адамс фамилија. Кога шетам по улица, кога седам со некои луѓе, некакви реакции, некакви ситуации, ме потсетија на таа чудност и специфичност што ја имаат Адамс фамилија и често ги среќав во секојдневието. Па некако таму ја најдов таа релација со денешницата и она што се Адамс фамилија, меѓутоа сепак Адамс фамилија говори за едни семени вредности, дека
не треба да криеме тајни еден од друг, дека треба се да си кажуваме и дека таа искреност, исплотеност и љубов еден кон друг секогаш ќе не одржува во еден circle of life, во круг на животот што се вели. Да, инаку вака добро беше прифатена, тоа знам и од страна на посетителите. И нема да погрешам, можеби сме збореле во нели своји минати интервјуа, сме ги имале дузина изминативе 10 години од како нели постои утринската на Телма, дека во твоето двориште секој пат се провлекуваат темите за љубов, за вера, храброст и вистина како сето тоа можеби твоја лична перцепција успеваш да го интегрираш во процесот на театарска уметност како режисер. Успешно, умешно ги правиш кога ги гледаш можеби и поставени на сцената? Па, можеби не би можела да го кажам јас за себе, така од дистанца, можеби после неколку години кога ќе гледам Адамс фамилија, ќе имам некое друго чувство и ќе видам дека некои работи можеле и подобро да ги направиш, но важно е во моментот на креација, кога нешто креираш, да те води таа твоја интуиција и силно да веруваш во тоа и да ги искористиш моменталните твои емоции кон таа тема и само искрено да ги прикажеш на сцена. Нема ништо по-вистинско од искреноста на сцена. Кога и самиот режисер е искрен, на тој начин ќе бидат и актерите во представата. Значи, тоа е најголемиот момент на вистината, кога искрено ќе ги прикажеш сите работи. Така, искреност е она која што публиката ја познава, без разлика дали станува збор за театарска представа, дали можеби за концерт со својата омилена звезда или како и да е, или во било која сфера. Важно е дека пред се и во меѓусебната комуникација треба да бидеме искрени, а меѓу другото, тоа е и дел од твојата инспирација за Адамсови, кога зборуваме за инспирацијата или како што велиш моментот на креација и она кое што те води, не можеш да го претпоставиш кога би било, но кога ќе дојде тоа, веројатно тогаш креираш, се инспирираш и создаваш. А дали имаш можеби на ум некоја следна идеја, нешто што би била следна тема кон која што би се насочила веќе во предстојната сезона по одморот и одишката летниот период? Па јас току-што го завршив испитот со нашите студенти по актерска игра. Јас сум и асистент на Универзитетот Европа Прима. Браво теа. И работевме Чехов, работевме Три сестри и нивниот сон за Москва. И од студии се немам навратено на Чехов и така некако убаво ми дојде тој пат повторно што го поминав со студентите и конечно ја завршив и мојата магистарска на тема актерска игра пред камера и некако ставив една точка ете на тој образовен дел, како да го кажам. Инаку, овој период, иако дел од нашите театри уште имаат премиери, спремаат премиери, имаме дел одмор, сепак јас одморот секојаш го користам за, нели, и да се одморам и ментално, но и физички, но некако повторно гледам филмови, читам и си ги барам темите кои што ќе ми испровоцираат да ги работам. Она што сега го гледам и го читаме, некако ме интересираат психолошки драми, поврзани со човечки релации, семени односи. Мислам дека менталното здравје денес некако стана некаков голем предизвик за сите нас. Имаме многу промени, многу турбуленции, така тешки моменти. Некако тоа ме испровоцира да истражувам и да читам и да гледам работи кои што се на таа тема, некако менталното, психолошкото здравје, работата на себе, на тие човечки односи, зошто не разговараме, кога си ги кажуваме работите, не си ги кажуваме и така натаму. Теа, мислиш дека, да речеме, модерниот театар има должност да ја одразува или предвидува социјалната стварност и дали може би вистина се случува денес во поновите представи истото, да се поставува истата социјална стварност? Мислам дека тоа е тема која што не можеш да ја избегнеш и те како треба да ја обработуваш, затоа што најважно за публиката ние можеме што сакаме да правиме, но
За мене најважно е публиката да се идентификува на некој начин тоа што го гледа. Не значи тоа само да се препознае на некој свој проблем, во некој свој проблем, туку можеби некојаш и да се насмее на својата глупост, на своите секојдневни навики што ги има, значи и како е важна таа идентификација на публиката со она што го гледа, што го чита, што го слуша и така натаму. Да, додека го говореше, баш се потсетив на сериозни театарски проекти кои што ги имаш поставени како режисер, актер човек, јас сум актер човек и уште кој не може би нели изминативе години. Многу ти благодариме. Како ќе продолжи денот за теа, иако нели ти спомена многу важно нешто дека сонот ти е најважен и ти благодариме што можеби сепак успеа утрово да за утринска телма само малку покусо можеби да ти трае сонот и за тоа ќе ти заблагодариме и ќе ни простиш дека малку ти го стартувавме денот многу порано од вообичаено, ама како ќе продолжи денот за теа во Штип? Ви благодарам и на вас многу. Мене ми се најтешки првите 10 минути, така што сигурно нема сега пак да спијам. Да се вратиш во кревет. Мислам дека мајка ми веќе спрема некој доручек. Прекрасно. Ќе почне мојот доручек. И ете, само сакам да пробам, затоа што ова е реткост да сум во Штип. Само сакам да пробам да... изгледа нема да може да ја свртам. Само сакам да ве поздравам со една прекрасна гледка од Изарот. Да. Ова, пријатели драги, е будењето со... Да, убаво е. Ова е будењето со нашата режисерка Теја Беговска. Утрово, во што го гледате во моментот на Телма, е една убава панорамска идила од нејзиниот дом во Штип. Ведро и сончево. Ведро и сончево. Навистина е убаво, да, прекрасно е. Баш ни овозможи утрово да си го видиме Штип од друга перспектива. Вистина е. Ве поздравувам сите. Имајте прекрасен ден со така една убава мисла, сакајте се себе, сакајте и другите и така. Ништо повеќе. Љубовта е најбавото нешто. Ти благодариме. Голем поздрав до нашата Теја Беговска. Утрово се будеше со фреквенција на Телма и со утринците.